денојве од печат излезе новата книга на Добре Ставров 120 години гимназиско образование во Кавадарци. Се работи за обемно, со многу податоци, со фотографии, табели, прецизни детали и опфат дело кое е посветено на 120 годишнината време во кое се школувале, а потоа и завршиле разно образование многу наши сограѓани. Точно 10.213 ученици. Значајноста на ова дело е дотолку поголема што во него се опфатени и други општествено-политички и економски прилики во Кавадарци во период од скоро 120 години. Се работи за опишување на економските и политичките времења во кои Кавадарци живеело за време на турскиот период, Балканските војни, Кралството Југославија, бугарската окупација, времето пред и по ослободувањето се до 2013 година. Инаку во оваа книга се поместени 273 фотографии, 30 на табели. Авторот Ставров дошол до податокот дека овде матурирале 10.213 ученици, од кои 4.985 завршиле високо, 936 висше образование, или над 55% од учениците завршиле повисоко образование од она на кое се школувале гимназиското. 58 ученици станале доктори на науки, а 178 станале магистри. Од големата бројка на ученици, гимназисти, матуранти низ економските и политичките води се етаблирале и над 30 и од нив станале познати стопанственици, раководители на познати економски субјекти или пак политички функционери. Од вкупната бројка на завршени матуранти околу 1000 се посветиле на економските науки, а 727 завршиле правен факултет. Инаку оваа книга треба да се прочита или пак да ја има секое семејство во Кавадарци, затоа што на било кој начин во многу наши семејства барем еден член, а некаде ни 2 или 3 генерации учели гимназија и ги има запишано во книгата. Во оваа документарка која ја посветуваме на 120 години гимназиско образование, книга која се појави во Кавадарци овие денови, неколку збори за авторот. Добре Ставров е роден 1932 година во селото Мрзен, Ораовец, Кавадарци. Основно образование до 4-то одделение и нижа гимназија до 3-ти клас, завршува во родното место, а гимназија во Кавадарци. Филозофски факултет група книжевност завршува во Скопје, целиот свој работен век го поминува како професор во гимназијата во Кавадарци, од тоа скоро 22 години како директор на гимназијата во Кавадарци. Надвор од професионалните обврски, тој е истакнат општествено-политички, културен и спортски работник особено. Обаува голем број на истакнати општински и републички функции и тоа исклучиво волонтерски. Неколку збора за самото издание. Книгата 120 години гимназиско образование во Кавадарци излегува во рамките на едицијата Историско минато на Тиквешијата. Уредник на изданието е Петре Камчевски, лектор-коректор Добре Ставров, компјутерска обработка исто така самиот автор, корицата ја направи Јадран Марчев, а рецензент е Петре Камчевски. Што се однесува до помагањето и финансирањето, меѓу другите во ова дело своји средства и со несебична помош даваат следниве организации и поединци: Друштвото за геодетски работи и инженеринг Геодата, ИГМ, ГТИ, Минекс Кавадарци, Мепос Кавадарци, Житојук, Дизајн центар инженеринг, Кодекс компјутери, Маркет ТД, Инел Интернационал Кавадарци, Градба Промет, Ником ДО Кавадарци, Грација Пром, Вектра, Оркан Импекс Кавадарци и Стевик Кавадарци. Поаѓајќи од една латинска изрека дека човек додека е жив треба да остави траги зад себе, но и пораки за крајот кој е неминовен да има содржина, се решив да направам една книга, хроника на гимназиското образование во Кавадарци.
ова е книга не само за гимназијата, туку и за градот Кавадарци. Всушност, во книгата го опфаќам периодот од 120 години на гимназиското образование во Кавадарци и мислам дека со тоа направив една добра хроника за образованието, а напоредно со образованието и за гимназијата направив хроника и за градот Кавадарци. Гимназијата е најстара и најпрестижна воспитно-образовна организација во Кавадарци, има своја богата историја и сметав дека треба граѓаните на Кавадарци да знаат за незината историја и за резултатите што ги има постигнато. Гимназијата е практично расадник на градската интелигенција во Кавадарци, која е носител на општествено-политичкиот и економскиот подем на своето време. Токму од овие причини сакав да прикажам во книгата колку вредни ученици има поминато низ клупите на нашата гимназија и колку успешно го афирмираат градот па и републиката. Низ 120 годишното постоење на гимназијата има многу ученици од старите генерации кои се практично носители на културата, образованието, економијата, стопанството и општествениот напредок на градот. Тој дел за постарите генерации, кога гимназијата работи како неподполна или нижа, е делумно прикажан, бидејќи за се не можев да најдам и соодветна документација. А напоредно со образованието, јас давам во книгата и преглед на општествено-политичките и економските прилики во Кавадарци за време на турското робство, за време на ослободителните војни, балканските и Првата светска војна, потоа периодот на Кралска Југославија, периодот на фашистичката бугарска окупација и на крај периодот после ослободувањето се до 2013 година, бидејќи со оваа година се заокружува 120 годишнината од почетокот на гимназиското образование. Во книгата имам дадено преглед на сите професори што работеле во гимназијата, а тие се 271 на број. Потоа административно помошниот персонал кој е на број 59 и бројот на учениците од, како работи
гимназијата како полна, тоест од како се полага и матурски испит во гимназијата. Во периодот од последните 70 години, тоест од 1942-3 до 2012-13 учебна година, во гимназијата имаат завршено 10.213 ученици. Од тие 10.213 ученици, 4.895 имаат завршено високо образование и 934 ученици више образование. Или вкупно со повисоко образование од средното се имаат здобиено, според моите статистики, 5.829 ученици, што во проценти изнесува 57%. Ова е една импозантна бројка што зборува за квалитетот на наставата во нашата гимназија и за успехот што го имаат постигнато нашите ученици. Оваа бројка сметам дека не е потполна, затоа што многу тешко може да се дојде до контакт со сите ученици што завршиле во гимназијата. Јас се обидував и преку телефон, и преку јавен повик, со намера да ми се јават, да ги исконтактирам за нивното образование и да го внесам во книгата. Меѓутоа, многу тешка е оваа работа, затоа што и јас сум во позни години на старост, па не можев целосно да ги консултирам сите ученици што завршиле. А сметам дека има уште доста ученици кои не ми се евидентирани со своето повисоко образование. Има и активни сегашни студенти од последните години во списокот на книгата што во меѓувреме ќе завршат. Моја оценка е дека најмалку уште 1500 ученици ќе се здобијат со повисоко образование од гимназиското, па така овој процент од 57% секако ќе биде надминат во позитивна смисла. Од вкупниот број ученици што завршиле гимназија, ние навистина имаме извонредни ученици што се здобиле со највисока академска титула доктор на науки. 58 наши ученици се имаат здобиено со титула доктор на науки и тоа доволно зборува за квалитетот на наставата во нашата гимназија и за успехот што го постигнуваат нашите ученици. И тоа на најпрестижните факултети во Европа и во Америка. Јас сите овие ученици ги имам набројано со кратко CV за нивната работа и нивниот научен опус и со фотографија, за да може да
видат нашите граѓани од Кавадарци колку вредни, колку талентирани и колку учени луѓе имаме во нашата република, па и надвор од неа. Тие се гордост за гимназијата, но гордост и за градот од кој потекнуваат. Покрај 58-те доктори на науки има 178 магистри на науки. И за нив имам список и редослед, меѓутоа за нив имам пократки податоци и немам за фотографии, бидејќи тоа би било навистина големо оптерување за книгата, ќе биде невозможно сето тоа да се внесе во неа. Сакам да истакнам друго. Кога веќе кажував за учениците што се здобиле со повисоко образование од гимназиското, сакам да истакнам дека најмногу завршени со високо образование има од економската струка. 998. Без 2, значи 1000 наши ученици завршиле економски факултет. После економистите по бројност доаѓаат правниците. 627 правници има од нашата гимназија. После нив 393 има со филолошки факултет, 358 со природно-математички факултет, 362 со електротехнички факултет, па 363 со педагошки факултет, 259 со медицински факултет, 246 со филозофски факултет, па 196 со земјоделски факултет и така натаму, но воглавно овие се со најголема застапеност на факултетите. Тоа зборува за еден квалитет, за еден факт дека во гимназијата имаме навистина остроумни, бистри, обдарени деца, способни да се здобијат со највисоки академски титули и да го носат подемот на своето време како во општествено-политичкиот, така и во економскиот дел од општественото живење. Нашите ученици со ваков успех всушност се во врвот на интелектуалната елита на републиката кај нас. И со тоа навистина можеме да се гордееме и ние како гимназија, а и граѓаните од нашиот град.
Па јас на оваа книга работев најмалку 3 години. За да ја напишам, прво прочитав многу соодветна литература. Потоа многу време поминав и во архивот во Велес, каде што барав податоци, а ја користев и архивата на гимназијата. Така да работата беше и долга и така макотрпна, ама сметам дека она што го зацртав, дека го остварив. Турските така наречени дефтери, јасно ли, ги има само во музеј галеријата и во архивот во Велес. Јас тие документи целосно ги проучив. Тоа се навистина драгоцени документи за нашата историја од времето на турското владење. Да кажам и тоа дека тие се преведувани од старотурски јазик, кој е со арапско писмо, од таткото на Луан Старова, нашиот познат писател, и од нашиот ученик Ванчо Бошков, кој е ориенталист, доктор на науки, но за жал Ванчо многу млад починува на 50 години, па не ја довршува целосно зацртаната програма што сакал да ја оствори. Така да ние немаме сега луѓе што го познаваат тој старотурски јазик, за да можат да ги преведат и книгите од 18 па и 19 век, што е вистинска штета. А во тие дефтери ќе се најдат многу податоци за бројот на населението, за нивните занимања и за данокот што го плаќале по член на семејство, па за стока, за имот, а тие даноци не биле мали и не биле и биле многу. Во книгата јас имам и посебен дел за даноците што се плаќале во времето на турското робство. Велам, овие дефтери се многу значајни и сигурно ќе се најдат луѓе од науката што натаму ќе ги обработат, па ќе имаме и многу појасна слика за приликите во подоцнешниот период од турското владење. Тоа што ми беше достапно го забележав, а секако дека има уште работи да се истражуваат и да се документираат, ама за тоа ви треба време, а јас сум, еве како што гледате во позни години, па не знам дали ќе можам и натаму да се навратам, па да направам дополнување некое на книгата. Се гордеете ли со ова дело? Дали се гордеете? Дали вие... Па не за да се гордеам, ја го третирам ова како мој долг спрема работата во гимназијата, бидејќи таму го стекнав образованието. Тука целиот работен век го
споменав како професор и директор и сум многу вака тесно и интимно врзан за ова установа во која обезбедував екзистенција за моето семејство и во која ги доживеав и најубавите моменти од својот живот. Тука стекнав многу пријатели, многу работев со многу колеги вредни во работата од кој учев, а потоа како посар пак јас го пренесував моето искуство на помладите и им помагав колку што е можно и сум задоволен од тоа што сум го сработил, а на луѓето што ќе ја читат книгата оставам да оценат колку е вредна таа. За крај на овој разговор, вие сте долгогодишен професор во гимназијата и на крајот сепак оставате 2-3 збора како порака за учениците. Дали сега имате некоја порака до оние што ќе ја читаат оваа книга? Прво имам порака до колегите во гимназијата да продолжат со успешна работа и стекнатото реноме на гимназијата како една од водечките во Републиката да го продолжат. Тоа ми е најголемата желба и уверен сум дека така ќе биде. Нашата гимназија е една од водечките во Републиката, а поготово сме успешни во надпреварите на нашите ученици на републичко, на сојузно, додека бевме во состав на Југославија и на меѓународно надпреварување. Ние имаме најмногу успех во надпреварите на меѓународно ниво. И тука сме водачка гимназија. Сметам дека тоа ќе ми биде најголема желба и сум уверен дека така и ќе биде. Ете толку во оваа емисија која ја посветивме на новата книга 120 години гимназиско образование во Кавадарци 1893-2013 година. Ова монографија, да подсетиме, е посветена на сите ученици, на професори и други вработени во гимназијата во Кавадарци, кои придонеле оваа најстара и најпрестижна воспитно образовна установа за средно образование низ изминатите 120 години да биде столб на просветата, културата, науката и уметноста во Кавадарци, јадро на градската интелигенција која е носител на општествено-политичкиот и економскиот подем на своето време. Посветена е и на граѓаните на Кавадарци и Тиквешијата, кои со децении ја помагале и упорно се залагале за нејзино опстојување и напредување. Се надеваме дека и во иднина гимназијата ќе остане како таква институција.